Владата ги продолжи ограничувањата на маржите за трговците со храна од крајот на септември до крајот на годината. Маржите се ограничени до 5% во трговијата на големо и мало за бел леб, шекер и сончогледово масло, како и на 10% за брашно, макарони, шпагети, ориз, млеко и јајца. И покрај тоа што оваа одлука беше донесена кон средината на јуни, цените на најосновните прехранбени производи во последниве 3 месеци незапирливо растеа и нема изгледи дека тој тренд ќе престане во догледна иднина. Порастот на цените се движи од 27% кај јајцата до дури 47% на маслото за јадење. Токму поради забрзаниот раст на цените на храната, економистите се скептични дека продолжувањето на замрзнатите маржи може да даде кој знае какви ефекти и да ги поевтини производите за граѓаните во услови на поскапени суровини, енергија, инпути, работна сила. Цената ќе остане иста, а од друга страна па има можност да се има еден вид на манипулација на цените на пазарот. Но од друга страна има еден друг тренд. Трендот на млечни производи и сумоместнати производи. Таму па имаме еден вид на зголемување на цените во регионот и кај нас. И во тие краткорочни мерки во нека одредени ситуации може да се донесе и да има некојаш и негативен ефект ако веќе се користат на еден подолг период. Дел од аналитичарите побараа замрзнување на цените на основните производи на одреден период, а не само на маржите, по примерот на некои држави од соседството. Економистите го вклучија алармот дека ако Македонија не преземе нови мерки за сузбивање на инфлацијата, која се доближи до 17% во август, би можела да надмине 20%, пошто ќе биде многу тешко да се контролира. Инфлацијата во Македонија е вон контрола, само поради тоа што владата не прави ништо за да ја стави под контрола, и ако владата не преземе ништо, само е прашање на време колку ќе скокне инфлацијата и кога ќе, да кажеме, ќе ги надмине тие фамозни 20% што се најавуваат. А за жал не гледам дека има некои најави, односно некои можности за да се смени нешто во наредните години, така што мислам дека овој тренд на стагнација, односно на животарење ќе продолжи во наредните години и за жал не гледам како би можеле работите да се сменат во некој догледен хоризонт. Додека владата размислува како да ги редизајнира мерките за да ја убложи инфлацијата, Народната банка веќе реагираше. Ја подигна основната камата неколку пати. Последното зголемување се случи минатата недела, па сега таа достигна 3%. Банките веќе реагираа. Ги подигнаа каматите на депозитите, а се очекува и ново подигање нагоре на променливите камати на кредитите. Експертите коментираат дека ваквите монетарни потези само делумно ќе влијаат на инфлацијата, бидејќи таа е предизвикана однадвор на страна на понудата, а не на побарувачката. Најавите за нова повисока цена на струјата по нова година дополнително може да ја подгрее инфлацијата. Очекувањата се таа да се стабилизира дури во вториот квартал наредната година.